Она што остана после поплавите во домовите на настраданите во Скопско и Тетовско се кал, смет и смрад. Токму поради ова, според експерти, настраданите, но и сите кои помагаат на терен, се подложни на заразни болести, како што се шуга, цревни инфекции, жолтица, но и западно-нилска треска. Во овој период сме во контакти со нашата централа во Скопје и имаме информации дека веќе почнаа да се појавуваат и некои заразни болести. Меѓутоа, граѓаните кои што се заинтересирани да помогнат не треба да бидат исплашени, бидејќи со соодветна заштита на самите себе нема да имаат никакви последици по нивното здравје. Најдобра заштита е доколку се користат гумени чизми, медицински маски, антибактериски гелови и средства за дезинфекција на просториите како варикина и солна киселина. Оние кои помагаат имаат потреба и од лопати и батериски лампи. Дел од овие продукти веќе се донирани, а од волонтерите на Општинската организација на Црвениот крст од Штип, кои се наоѓаа на пунктот за донации што беше сместен во холот на Општинската зграда, дознаваме дека во најголеми количини се донира пакувана вода, средства за хигиена и производи наменети за најмалите. Токму тоа, облека и храна за најмалите, но и покукнина за обновување на домакинствата е она што е најпотребно. Веќе имаме граѓани кои што пријавија интерес за донирање и на покупнина. Веќе денес донираше на наша сограѓанка и бебешко кревече. Значи сите оние работи кои што граѓаните сметаат дека може да ги донираат за овие семејства, може да ги достават во просториите на Црвен крст секој работен ден во период од 9 до 15 часот. Оно што најмногу е неопходно во овој период е да се донира конзервирана храна, значи храна која што не е расиплива, бебешки средства, како што се храна, памперси и слично, и средства за дезинфекција и дератизација, како и хигиенски средства кои што ќе им помогнат на поплавените семејства во овој период да ги исчистат своите домови. Исто така за настраданите кои имаат одредени хронични болести, потребни се соодветни лекови, антибиотици, аналгетици, електролити и лекови против повраќање и диареја. Од Никола Камчев, секретарот на Општинската организација на Црвениот крст во Штип, дознаваме дека пунктот за донации во Општинската зграда работеше до денес, а за оние кои сакаат да донираат и во наредните денови, тоа може да го сторат во супермаркетот Туш, каде веќе работи новиот пункт, и тоа во периодот од 10 до 14 и од 17 до 20 часот.